Почитуван подпредседател, колешки, колеги пратеници, представник на влада, почитувана македонска јавност. На денешната пленарна седница на дневен ред е предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште. Предлогот фактички представува усогласување со Законот за урбанистичко планирање, односно во Законот за урбанистичко планирање е дефинирана постапката за пренамена на земјоделското земјиште во градежно земјиште, односно е уредена во Законот за урбанистичко планирање. Во членот 1 во Законот за земјоделско земјиште се уредува користењето, располагањето, заштитата и пренамената на земјоделското земјиште. А во членот 3 од Законот за земјоделско земјиште, земјоделското земјиште е дефинирано како добро од општи интерес и ужива посебна заштита и се користи по услови и начин кои што се утврдени со овој закон. Што е целта на предлог на Законот за измени и дополнување на Законот за земјоделско земјиште? Целта на законот се рационалното користење, заштитата на земјоделско земјиште, како и обезбедување на правна сигурност на собствениците и секако корисниците на земјоделско земјиште, односно на сите оние физички и правни лица кои што имаат склучено договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за користење на државно земјоделско земјиште под закуп. Би сакал да напомнам неколку факти кои што мораме да ги знаеме и мораме да ги имаме предвид секогаш кога станува збор за земјоделското земјиште. Земјоделското земјиште представува ограничен природен ресурс. Тоа е фабрика на отворено и има огромно значење не само за земјоделските производители, него и за целиот жив свет. Земјоделското земјиште е основен услов за производство и тоа не само како објективен услов, туку како средство и фактор за производство. Различно е значењето на земјоделското земјиште за земјоделците, различно е за индустријските производители, каде што земјоделското земјиште фактички се користи само како темел за изградба на фабрика, погон, производствен капацитет. Земјоделството во секој учебник по менаџмент е ставен во делот на фактор за производство, а Република Македонија е класифицирана како земја производител на земјоделски производи, односно производител на храна. Кои се тие природни карактеристики кои што ги има земјоделското земјиште, кои што ние мораме да ги знаеме? Тоа е непокретноста, односно неподвижноста. Една земјоделска парцела си има своји координати и фактички е невозможно, таа не може да се придвижи, таа е непокретна. По два, неумноживоста, односно непроширивоста на дадената земјишна парцела. Три, таа е неистрошлива. А четвртата карактеристика е особено значајна за земјоделците, тоа е плодноста на земјоделското земјиште. Не е се исто дали земјоделскиот производител има или поседува, или користи, или располага со земја која што е од екстра класа, прва класа или пета класа. Од едноставна причина што треба да вложи многу повеќе оној кој што има пета класа на земја од оној што има прва класа, а во делот на производството секако дека тој што поседува поквалитетна земја ќе има и многу порационално и поквалитетно производство. Овие случувања кои што се денес во светот, повторно на пиедесталот го поставија производството на храна. Затоа апсолутно е несватливо и неприфатливо како една земја, како Република Македонија, која што е производител на храна, малтене прва отиде да побара помош контингенти со пшеница, со пченка. Недостатокот на овие намирници неминовно води до повисоки цени, а тие повисоки цени ќе удрат повторно врз стандардот на нашите граѓани. Примерот со маслото за јадење. Од круцијално значење е секоја педа земјоделско земјиште, а тоа и колегата Трајанов многу добро го образложи,
да се даде на користење на располагање на земјоделските производители, а со тоа бенефит да имаме сите ние. Да не дозволиме ние, почитувани пратеници, со избрзани законски решенија да ги оставиме земјоделците без земја. Тоа ќе биде апсолутно неприфатливо за било кој жител и граѓанин на нашата татковина. Ви благодарам.